ќе говориме за тие несигурни времења, тоест ќе посветиме денес посебно внимание на оној вториот ефект, може би најстрашен покрај здравствениот, а тоа е економската криза. Она што донесе оваа епидемија не е само опасно за здравјето, но една друга која е може би по-страшна, зашто ќе опфати многу поголема категорија на луѓе, е економската несигурност. Велат дека има ризична група на луѓе во однос на коронавирусот, нели? Луѓе со некои болести, тие се ризични, меѓутоа вирусот донесе економска криза која ќе опфати многу повеќе луѓе. Не само ризични здравствено, туку и секакви, најмногу и младите ќе ги погоди. Оние кои инаку вирусот не би ги погодил. Сериозен е проблемот и економистите се согласни дека светот тешко ќе се извлекува од оваа состојба. Економијата ми е мојата прва професија. Уште од мал дома не насочуваа на економија. Татко ми сакаше да бидеме ние дома директори со брат ми. Поучевме средно економско, па економски факултет и работев 6 години. Помалку работев како економист отколку што учев. Учев 8 години, а работев 6 години како економист. Но се заедно 15 години ми било тоа како насок, како профил во животот. И сите ми беа добри оценките и во средно на факултет, но не може да се наречам некој економист или експерт, зашто многу пати економијата ми изгледаше така и немаше многу смисла. Имаше професор Никола Узунов, тој е татко на сегашниот Ванчо Узунов, кој предава на правен факултет и го дават на телевизија честопати како економист. Беше еден од најдобрите економисти во Југославија тогаш, дури и советник во Сојузниот извршен совет или тогашната влада, југословенска влада. И тој кој беше добар професор, еден од најдобрите и држеше добри предавања, и честопати знаеш на крајот да праша: сега има ли ова некаква смисла за вас што го кажав? Ако има некаква смисла за вас, значи ништо не сте разбрале. Ако разбравте, тогаш ќе разберете дека и нема смисла. Зашто многу пати нема смисла некој работи во економијата и децата уште од мали тоа го разбират. Обично уште од мали некој прв пат ги праќаш во продавница и им даваш една банкнота и тие се враќаат со она што треба да го купат и плюс уште неколку други банкноти. И велат: се имам повеќе пари од порано. И тоа е логиката навистина, зашто 5 банкноти од по 10 денари изгледат повеќе од една од 100 денари. Зашто има многу хартија, повеќе хартија има во 5 банкноти од 10 денари, отколку во од 100 денари. Тоа е логиката. И нема смисла затоа што допишеле повеќе нули на едната банкнота да вреди повеќе. Но тоа е таа логика во економијата. И не сегаш многуте нули па и значат нешто. Ние живеевме во време кога имаше пари со по 6-7 нули, а со нив можеше една мастика да купиш. И пак немаш многу нули, и пак не вредеа и покрај многуте нули. Како и да е, иако нема многу смисла во многу работи, не може да се најде вистинската смисла, сепак економијата е многу екзактна наука и многу реална и сурова. Ако некои правила се прекршат, тоа прекршување знае многу сериозно се одрази на животот на луѓето, на нивниот материјален живот, економски. Така се случува сега, истото се случува во ова време на криза и економистите веќе се согласни дека влегуваме во светска економска криза. Нешто што не се случило веќе 100 години, скоро 100 години. Последната економска криза светска беше 29-30 година, минатиот век, пред 90 години. И економската теорија за сето ова време од тогаш наваму учи дека не е можна нова светска економска криза, зашто економските регулативи се така силни сега што може да се стигне само до некоја рецесија, тоест забавување во раст, но никако во криза. Но еве оваа епидемија покажа дека тие регулативи не се толку силни и влегуваме во таква криза. Благодарение на добриот, така велат економисти, на добриот
економски раст во последните 5 години, економијата во светот во последните 5 години беше во добра кондиција, имаше добивки и сега се топат тие добивки, но самата продукција ова година е веќе за 3 до 5% во светско ниво пониска. Тоа значи дека сега се троши од тоа што било порано и се очекува веќе во зимата да се влегува во минус, да се потроши тоа од претходните години и да се оди во минус. Тоа значи, според тие експерти, дека повеќе од 120 милиони луѓе ќе влезат во категоријата, нови 120 милиони, во категоријата на екстремно сиромашни, тоест луѓе кои имат опасност да умрат од глад. Тоа е, значи луѓе кои ќе умираат од глад. Нови 120 милиони во светот. Не знам колку ќе умрат од коронавирусот, но од глад со сигурност ќе умрат многу луѓе. И од сиромаштија и сите оние последици кои доаѓаат со сиромаштијата и со гладот, сите оние други болести што ќе дојдат поради низок животен стандард. Кај нас не е подобра ситуацијата. 3/4 од фирмите велат дека се сериозно погодени, а пак од оние најбројните, тоест кои го сочинуваат основата на нашето стопанство, тоест малите фирми или оние фирми поединци што ги викат, тоест поединац фирма, тие се околу 90% од нив веќе се пред клуч, пред затварање. Велат дека ги црпат последните ресурси. Од вработените, некаде околу 30% ги исцрпиле ресурсите, зашто она што сега го добиваат како плата не им стига, па трошеле од некаде и веќе на крајот на летото ги исцрпуваат. Тоа значи дека во следниот период тоа што го добиваат недостигот нема со што да го покриваат. И тоа важи за многу други. Многу се, значи, опасностите, тоест многу се факторите кои ја создаваат оваа економска или финансиска несигурност. И не се само вработените во прашање се уште повеќе невработените, зашто барат работа, а се зголема бројот на невработени, последните месеци зголеми за 20.000, мислам, според тие информации. И оние што барат работа, уште помали се шансите да ја добијат, а пак оние што работат, има големи шанси да останат без работа. Но не само, пак ќе кажем, вработените, тоа ќе се одрази и на друга категорија на луѓе. Ако не се полнат фондовите, буџетот, тоа значи дека нема да има доволно средства за пензии, социјални трансфери, оние што живеат од социјална помош. Тоа ќе значи дека се оно што се покрива од буџет, како образование, како полиција, како здравство, болници, сето тоа ќе работи со многу поограничени ресурси. И онака беа ниски, тоа ќе значи дека квалитетот ќе опадне многу. Не знаеме, како што кажах, пензионерите дали ќе можат редовно да ги добиваат пензиите и многу други работи. Тоа пак се одразува на вкупната економска ситуација. Една банка пропадна, ај таа е ништо, може вело 2% од вкупниот банкарски промет во државата. Меѓутоа, ако се случи некоја голема да пропадне, тој фонд што го имат заеднички за покривање до 30.000 евра, колку е таму заштеди, нема да постои, ќе се исцрпи. Тоа значи несигурност. Ако луѓето почнат да се ги влечат за штедите, ќе пропадна целосно банкарскиот систем, зашто се крепи на заштеди. Ако тие се излеат од банките и одат дома под перниците, ќе пропадне целиот систем, со тоа и многу други работи. Тоа се врзан, така е економијата. Нема смисла, ама строги се законите. И во на таква состојба, кога луѓето веќе мислиме ние сега за здравството и за животот, меѓутоа има многу други нешта кои ќе го загрозат квалитетот на живењето. Некои луѓе веќе не можат да спијат, некои велат што ќе биде, ке сера. Различни сме. Но неспокојството пак се одразува на начинот на живење, кога човек не спие цела вечер, зашто може се навестува дека ќе остане без работа и ќе се разбуди сабајле вознемирен, под стрес, и кавгите доаѓаат, и проблемите во семејството се нарушуваат и тие односи, многу се
последиците различни. Историјата вели дека најголемата епидемија на самоубиства била за време на таа голема економска светска криза 29-30 година. Тога, дури она што најмногу пораснало во продажбата, кога веќе ништо не се продавало, биле жињата. Луѓето купувале масовно јажино да си го решат проблемот со пропаднатите фирми, акции загубени и така натаму. Се обезвреднало преку ноќ богатството на милиони луѓе во светот. Тоа не очекува со сигурност во следниот период. И сега што можеме, што да правиме? Ке се обидаме, нели, да дадеме некои корисни, да понудиме корисни совети. Нема да можам да ви дадам платежни картички од по 3000 денари, за да купите од Кам Маркет домашни производи, но има едни други работи кои исто така се корисни, многу корисни, може да кажеме. Некои совети или сигурни вистини. Она што знаеме од Библијата е дека Бог е господарот на сите блага. Или, како што пише во Псалмот 24:1, Господова е земјата и се што ја исполнува и се што живеа во неа. Или буквалниот превод е се што содржи оваа планета. Тоа ги вклучува и нашите средства, тоа вклучува и она што имаме во џебовите, тоа вклучува она што е во банките, во трезорите, се е Господово. А тоа значи дека Бог е суверен, господар на сите блага и тој решава како тие блага ќе се дистрибуираат. Тоа е во Божите раце. Тоа значи дека колку ќе имаме во следниот период во нашите џебови не значи толку ниту од работодавачите, ниту од државата, ниту од меѓународните фондови, зависи од Бог. Бог решава како ќе распредели. И се што значи тоа? Не секогаш распределбата е како што има уште еден стих, добро, поским. Некогаш Бог дава, има просперитет и кај неправедните. Например, Асаф, во неговиот псалм, 73 во Библијата, во големиот дел од псалмот, некаде до средината и понатаму, се жали кога гледа како неправедни просперираат, материјално просперираат. И тоа прави луѓето се такви, одат кај тие што просперираат. Тој е свештеник во храмот, се моли, му служи на Бог, праведен е, се држи до заветот и не успева така како тие, и луѓето од храмот отишле да ги следат неправедните. Но на крајот псалмот завршува со едно откровение кое го има, му се открива вистината, разбира дека всушност тоа богатство е една лизгава патека на која се поставени богатите. Бог им дава богатство за да ја одадат благодарноста на Бог, меѓутоа богатството уште повеќе ја гради нивната гордост, уште повеќе запаѓаат во злото и на крајот нивната казна е уште поголема. Тоест, тоа богатство што го имат на крајот служи за нивна осуда. Идејата, нели овдека, дека ако имаме просперитет, ако имаме напредок, тоа бидејќи Бог ни го дава тој напредок и сета заслуга треба да се оддаде на Бог. Не затоа што ние сме многу добри или многу трудолюбиви, Бог решил да го благослови тоа што ни го да не благослови, тоест од она што тој располага со се, решил да ни даде повеќе. Има еден текст во Библијата, во Второзаконие 8 глава, пред да влезат во ветената земја, Бог им говори преку Мојсей и им вели: 40 години живеевте во пустинята и не бевте гладни ни еден ден, имавте постојано облека, се што ви треба. Сега кога ќе влезете, ќе имате уште повеќе. Вие влегувате во земја каде што тече мед и млеко. Ќе имате победи над големи народи, ќе имате многу напредок, но ниту во еден момент. Немојте да не си помислите дека тоа е затоа што сте многу силни, способни или не знам како. Цело време треба да го имате во предвид заветот. Тоест, јас ви ветив дека ќе ви дадам и јас ви ги давам сите тие работи. Да бидете благодарни и да се држите до заветот.
И тоа е предупредувањето што Бог им го даде пред да влезат во ветената земја. Ама што се случуваше постојано, кога ќе се збогатеа, ќе напреднаа малку повеќе, се забораваа и почнуваа да се удираат во гради и забораваа на Бог. Се е Божјо и Бог реши. Ако имаме, треба да му благодариме на Бог. Ако немаме, да го молиме, зашто Тој располага со се и Тој да ни даде да имаме. А моето искуство како христијанин во многуте години на финансиска несигурност покажува дека навистина Бог не остава гладни. Може да има несигурност, може да има неизвестност, но нема глад. Никогаш не сме останале да гладуваме, да немаме. Или вели, дури младите лавове, ова е вистинскиот превод, минатиот пат го видовме овој текст, младите лавове трпат беда и гладуваат, а кои го бараат Господа, не трпат оскудица. Тоа значи дека нема да трпат, да немаат за јадене, нема да гладуваат. Тоа е идејата. Тоа не значи дека ќе имаме се што сакаме, тоа значи дека нема да бидеме во ситуација да гладуваме. Тоа е идејата. Зашто Бог, Тој е Господар на се, сите богатства се во Негови раце, а Тој се грижи за своите и им дава, како што го прочитавме оној текст на почетокот. Друго нешто. Минатиот пат кажавме дека несигурноста, општо несигурноста е добра работа за нас. Не е лошо да се чувствуваме несигурни во животот. Зашто еден од основните проблеми на човекот е неговата потреба, некаква потреба тој да живее независен, да се чувства независен, да се чувства господар на самиот себе си, господар на животот. Тоест, има потреба од некаква самодоволност. Гордоста го тера да се стреми кон состојба во кој тој ќе биде независен и ќе биде самостоен и ќе се биде господар. Тоа е некаква потреба што ја чувствуваме во нас. Но проблемот е што посебно финансиската независност најмногу ја гради гордоста и на крајот чувството мене никој веќе не ми треба, имам се, не ми треба ни Бог. И тоа го гледаме кај луѓето кои навистина имат многу власт и имат многу богатства. Не секој, не се овие закони, физички закони кои действуваат во секој случај секогаш, тоа се принципи кои се разбира, не важат секогаш, има исклучуци. Многу пати има исклучуци. Но обично тоа е. И обично во односот со Бог тоа се гледа најмногу. Историски, луѓето кои биле верни, кои се надевале најмногу на Бог, кои граделе вера, биле оние кои се чувствувале зависни во животот. Тоест, постојано чувствувале дека им достигаат многу работи и им треба Бог во животот. И тоа го кажува и овој текст. Послушайте, возлюбени браќи мои, не ги избрали Бог оние кои се сиромаси пред светот, за да бидат богати во вера и наследници на царството кој им го ветил на оние кои го љубат. Кои се богати во вера? Кои се наследници? Сиромасите, оние кои во светот се победни. Тоа потврдува едно правило дека луѓето во големото богатство забораваат на Бог. Забораваат на многу работи кои се реални. Како што минатиот пат кажав, реалните луѓе се смирени луѓе. Луѓето кои осознаваат своите реални можности, осознаваат зависноста, дека тие не располагаат со својот живот. И тие луѓе се смирени. Тие не можат да летат многу високо, зашто знаат кои се, знаат колку се ограничени. Од друга страна, луѓето кои имаат повеќе можности, ја губат реалната представа за животот. 2 дена пред изборите, излезе во медиумите една слика на еден човек, поранешен судија, како се си плива во убавиот базен во дворот и одозело напишал за 2 дена овој базен ќе биде празен, ќе го испразнам за да го наполнам со
солзите на оние од противната партија. Со такво самочувство, човек на власт со самочувство, дека сите ќе плачат заради загубените избори и со нивните солзи ќе биде напълно дури цел базен. И што се случи? Ден после изборите тој човек заврши во затвор. И експресно беше осуден. И сега е во затвор. Меѓутоа, што зна, луѓето ја губат чувството за реалноста, ја губат реалноста во моќта, во силата, во богатството. А не знаат дека се се менува во овој свет, ништо не е постојано. Денес си горе, а утре може ќе паднеш. Ќе паднеш во раците на оние кои ги исмеваш денес. И тоа е вистината за животот. Затоа ни треба некој пат Бог да ни прати таква несигурност која ќе забегаме малку во животот, да не врати, да разбереме дека многу зависиме од Бог, дека сме никој и ништо. Денес имаме, утре може и да немаме. И Бог праќа на народи, на поединци такви моменти во животот, па и оваа сега ситуација, оваа епидемија е еден удар за човештвото, да се свести. Човештвото мислеше дека е толку моќно, освојува нови планети, подготвува живеалишта на Марс, а еден вирус го парализира, буквално го парализира. И тоа е, ние сме зависни, тоа е вистината. Луѓето велат кога сум богат не ми треба никој, не ми треба дури не Бог. И многу пати таа забеганост се одразува најмногу на душевната, на духовната состојба на луѓето. Не само во поглед на Бог, воопшто духовноста во општеството. Тука се мисли се она што не е материјално, се мисли односите на луѓето. Памтам пред 40 на години. Не бевме толку богати, немаше богати луѓе тогаш. Тука некаде бевме сите, и во школа, и во облеката, гардеробата, се беше овдека некаде, и домашните, и она што го имавме дома. Луѓето живееа заедно. Децата живееа заедно на улиците, во малата каде што живеевме. Луѓето си помагаа, заедно работеа. Кога некој работи нешто, доаѓа заедно да го изработат. Денес во независноста што има, емансипацијата, се оттуѓа луѓето, никој не се интересира за другиот, стана себични. Тоа се одразува на кревањето на стандардот се одразува воопшто на духовноста на луѓето. Прво во односите со Бог, а потоа и односите меѓу луѓето. Се одразува во многу аспекти на личноста на човекот. Зборевме пред некоја недела за уметноста. Јас не знам голем уметник кој произлегол од царски дворец во историјата или од некоја високо аристократско семејство. Да, уметноста се развива тогаш кога има економски растеж. Но како се случува тоа? Богатите имаат повеќе и почнуваат да спонзорираат оние кои се креативни. А обично тие се од некои слоеви каде што се тие не се нивните мисли не се само како повеќе, туку тие ослободуваат душата и творат креативно уметнички. Тоа го покажува историјата, искуството. Бог не враќа. Карактерот е она што останува во вечноста. Бог се интересира за карактерот. Тоа што го имаме сега, го имаме денес, утре ќе го немаме. Но со карактерот ние одиме во вечност. И Бог сака да гради карактер. А карактерот тој ни го гради оваквите ситуации. Бог им донесе неизвестност во животот. Јаков што вели? Радувајте се кога ќе паднете во испитанија, зашто тие испитанија, тие проблеми го градат вашиот карактер, ќе бидете без недостаток совршени. Недостатоците во вашиот карактер Бог ќе ги гради. Зато добро е кога доаѓаат таквите ситуации во животот. Третото нешто што е сигурно е покажано со на различни начини, е дека пак богатството или износите што ги имаме, содржината во чебовите дома, не се гаранција за среќен живот. Нашата среќа зависи не од тоа колку имаме, туку тоа колку сме задоволни од тоа што го имаме. Така да задоволеноста е многу поважна од количината, од сумите. Галуп
Брима Галуп, ние знаеме овдека само по оние предизборни анкети за рейтинзите на партиите. Меѓутоа, Брима Галуп е агенција која што прави секакви истражувања, најмногу социолошки. И од време на време на телевизија кажуваат кои се најсрекни нации, кои се така онака. Тие истражувања ги прават такви агенции како Брима Галуп. И секоја година прават истражување во Америка за тој рейтинг на среќата на луѓето. И таму ги категоризираат по приходи. Семејства кои живеат до $50,000, таа средната класа, тоа е нормалното. Ако имат бајца во семејство што земат по $2,000, годишно се собира $50,000 буџет семеен. И потоа се над 100,000 и така натаму. И според тие истражувања, средните семејства се они што земаат некаде околу $50 до $100,000. Тие што земаат над $100,000 не се срекни луѓе. Имаат многу повеќе, но не се срекни. И што велат социолозите? Луѓето што земаат такви суми, тие се ослободиле од некаква илузија дека ќе одат на 100-200,000. Се ги имат тие пари, се радуваат на тоа што го имат, срекни се, задоволни се. Тие што имаат повеќе, они се стремат кон уште повеќе. Тие живеат со стремежот повеќе, зашто ги имат можностите да се развиваат кон повеќе. И оптеретени од таквите стремежи, живеат постојано во некој стрес, не се радосни, не се радуваат, немат време да се радуваат на она што го имат. И од тука, голема вистината дека нашата среќа зависи од тоа дали сме задоволни од тоа што го имаме. Се разбира овдека, реков дека 150,000, значи среќата зависи од задоволеност од она што го имаме, значи треба да имаме нешто. Затоа и во поговорките се моли авторот Бог да ги оддалечи од него сиромаштијата, за не похули. Тоест, гладот да го оддалечи, а пак и богатството од другата страна. Зашто Бог, како што реков, нема да не остави гладни. Треба да бидеме задоволни. Ако имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа, вели Павле. Јас верувам дека сите имаме и повеќе од храна и од облека, и повеќе работи. Бог ни ветил грижа дека нема да бидеме гладни. И верувам дека не сме гладни. И ако сме задоволни со тоа што го имаме, тоа ќе бидеме радосни. Во тој материјален просперитет во кој живееме и стремеж за повеќе и повеќе, луѓето ги спуштаат работите кои навистина носат задоволство. Кога одат на одмор, луѓето, ако не се во некој убав хотел, нели оно луксузен, така натаму со неколку звезди, не се задоволни зашто не се во таков хотел. Има толку бесплатни работи кои се многу повеќе од звездите во хотелот. Например, кога одат луѓе на море, не знам колку од нив, барем еднаш додека се на одмор, ќе станат наутро во 4 саат да го видат изгревањето на сонцето. А тоа е бесплатно. Јас знам кога одиме на камп, задолжително еднаш за време на кампот се будат се бајле децата, додат да го видат изгревањето на сонцето. Тоа не се плаќа. Но многу поважно дали джакузи има во собата, отколку тоа што Бог го дава бесплатно. Денес децата толку се обременети со скапите техники, телефони, айфони и така натаму, што го губат задоволството од заедничката игра. На времето ќе му купеа на едно дете не љути се човече од 100 денари и игравме цела година со тоа не љути се човече, пак улепевме со селотейп и така натаму. Имаше забава, имаше задоволство, имаше радост. И дури ако на некој не му купеа од децата, на крајот ќе нацртавме на картон едно љути и игравме. Немаше потреба од пари за тоа, за да бидеме радосни, да бидеме задоволни. Ние сме заборавиле да се задоволуваме со оние мали работи кои Бог ни ги дава, како што споредува Господ Исус со алиштата на Соломон и облеката што Бог ја дава на тревата.
Вели Соломон и во неговата неголема слава не може да се облече со она убавина што Бог ја дава на цвекињата. А таа е бесплатна. Може секој да ја гледа. Но основното тука е пак она што нели го кажува во Евреите, минатиот пат прочитавме, никогаш да нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Но кој е контекстот на тој стих? Пак е она сребролюбието кој ја крада радоста и задоволството. Бидете задоволни со она што го имате, зашто никогаш нема да те оставам, ниту ќе те напуштам. Тоест, ако нашето задоволство е од она што Бог не го дава, нашето задоволство е во Бог, тогаш ние ќе бидеме радосни. Тогаш ќе бидеме ослободени од стремежите за повеќе и повеќе и тогаш ќе имаме сигурност во животот. Клучот е пак оној копнеш по Бог, кој никогаш нема да не напушти или остави. Ако ние го бараме прво Бог, тој ветува дека секогаш ќе го имаме покрај себе. Никогаш нема да бидеме сиромашни од тој аспект, сиромашни за Божјото присуство. Тој ќе се залепи за нас и не остава. И ако ни значи најмногу од се, никогаш нема да ни недостига. Она кој што го сакаме повеќе од се. Понатаму, грижите. Грижите први доаѓаат кога ја чувствуваме таа несигурност, финансиска несигурност. Но грижите не решаваат ништо, вели Господ Исус Христос. И цела вечер да не спиеме, нема да не се наполни джебот, за тоа што не сме спиели цела вечер. Со ништо нема да ни помогнат грижите. Напротив, тие ќе ја направат по-нервозни, ќе дојдат болести или пак ќе донесат проблеми. Тоа е проблемот што јас го имам обично. Ама учам. Сите овие години учам. Да, се уште се случува да не спијам, ама се молам. Се молам. Не доаѓа решението наеднаш, но доаѓа со текот на времето. Решението во смисла да ме напуштат тие грижи и стравови. И со годините сум научил, гледам како верата расте во мене и како станувам поотпорен на тие стравови, на тие притисоци, на тие стресови. И сум разбрал на вистина дека сите тие грижи во минатото, ама ништо не ми помогнале, доаѓало решението не заради грижите и неспиењето, туку на друг начин. Господ секогаш наоѓал начини, а моите грижи биле напразни. И тоа е вистината. Грижите не помагаат. Има други работи што треба да ги правиме, но не грижите. А што треба да правиме? Мрсата не е решението. Тоа што треба да бараме од Бог, молитвата е подоброто решение отколку грижите. Но не само молитвата. Бог има начини како да не благослови. Во крајна мера, од нашиот труд зависи и нашата благосостојба. Зашто Бог го благословува трудот. Да, се е во Божите раце, но Бог има начини како тоа го распределува. И тој го гледа трудот на луѓето. И затоа тој предупредува. Кој крадал да не краде, подобро да се труди и да работи. Зошто некој крадал? Зашто го мрзало да работи. Затоа крадал. Што прави оној што краде? Всушност, што се случува кога некој краде? Не му се работи, зима од оној што работи. И на крајот на краишто оној што работел ќе остане во гладен, а оној што не работел ќе има што да јаде. Бог вели не е тоа начинот, начинот е да работиш. И така што не ќе зимаш од другиот, туку ќе даваш на другиот, да му дава на оној кој има потреба. Бог си има начини. Начините за добивање на благослов не се нечестните. Крадење, лажење, измама и така натаму. Начинот е со работа. Бог го благословува трудот. Ако немаме што да работиме, да се успособуваме да бараме начини. На крајот на краиштата од трудот на човекот зависи неговата благосостојба. Тоа е Божиот принцип. И тоа е она што ги учам и моите деца уште од мали нозе. Да, вие може да се подпрете на нас после 18 години, да останете да се подпирате, но ќе зависите од нас, од она што ние ќе решиме да ви го дадеме. Тоа е вистината. Но ако вие работите, ако се трудите, ќе имате многу повеќе. Тогаш вие ќе решавате колку ќе имате. Да, се разбира во вашата врска и вера со Бог.
но нема да зависите од никој. Тоа е вистината. Така да и во ова време сега во кое живееме, нема откажување, нема апатија. Ке се трудиме, ке работиме. Дури ако нема, ке бараме работа да работиме. Тоа е Божјата волја за нас. И на крајот, економската нестабилност не треба да не потекне кон штедлив живот, но и не треба да не направи на крајот да бидеме некои мизерни егоисти, скржавци. Зашто обично се случува кога доаѓа криза, или луѓето ќе кажат, ај, сега и така нема, дај да потрошиме се, па што ќе биде, нека биде, или пак ќе се затвориме и не даваме сега ништо. Да, треба да има штедливост. Ако знаеме дека можеме сега нешто да зачуваме зашто доаѓаат црни денови, треба да го направиме. Во поговорките авторот ги дава за пример мравките. Гледате мравката, се труди во лето, собира, за да има во зима кога нема од каде да собира. Тоа е таа мудрост, таа штедливост. Но од друга страна, па Господ Исус ги дава за пример она жената која даде само една лепта пред храмот. И рече, таа даде од она што нема, таа даде се. И тоа е радосното давање. Нема поголемо давање или нема поблагословено давање од она кој се случува и ти кога немаш. Не, тоа е. Треба штедливост, но не и скржавост. Тоа е себичност. И така, криза е, ќе дојде уште поголема криза. Решението не е во грижите. И на крајот на краиштата, решението во надежта во Бог. И на крајот на краиштата Бог секогаш ќе ни дава. Тој никогаш нема да не постои во криза, во несигурност за небесните благослови. А тие секогаш се многу повеќе. Или многу поголеми и многу поважни од материјалните, физичките. Духовните благослови кои ги добиваме од Бог, треба постојано да држат во нас некакво чувство за благодарност. Да бидеме постојано благодарни. Не марморковци, туку да благодариме. Има луѓе кои постојано само се жалат, дека немат. Библијата вели, благодарете за се. Постојано благодарете. Секој ден благодарете. Бидете благодарни. Благодарноста на крајот, на краиштата, во нас ќе гради души кои ќе светат. И во оваа состојба, во која се пропаѓа, ние ќе цветаме како Божи деца. Благодарни во Бог. А Бог нема да не остави никогаш. Амин.